Ајде, добро вечер да им кажеме на драгите гледачи. Еве, не влагаме пак од клупа, уште не сме стартери. 3 епизоди и се уште од клупа. Дечко, најверојатно. требаше клупа тука да си стеме, не ние на столчиња седиме. Требаше Требаше да на биде клупа. genuine на клупа. Шо е ова па вода? Да е нели збореше за винце првата епизода како си се запивал Од вакво? Наредна епизода, ја мислам Може дека да цугаме. може малце да го дигнеме нивото. Сепак Трета епизода веќе. почна да се уват спонзори веќе. Руки софмор ни ова, ајде, наредната може. Шо имаме за денес? Ништо за денес имаме лут гейм уинер на Кајри И уште еден на Бем. и уште еден на Бем, ама Да. не се споредува. Тој на Кајри беше Да. Рано се игра по наше време, у недела, и јас дури Да си ги одмориме изгледав. малце. Да, и јас си ги изгледав и двата на рад, па и Милвоки претходно ја фативме цела. Така да вака стално. уба недела имаше, да, да. у NBA. Со лева рука од слободно. Бабао. Кајри онаков хорсшот. Хорсшот. Да, Беше која ја за избаци, победа. викам нема шанси да влезе. Ова, Да. кагао. Хорсшот, ама еве сега у видео ставивме, нели? Кајри Да. уствари да ти бил левак, А не кажува. а не кажува. Кајри вика у школо, у тоа католик скул, католичко школо, Да, сега е муслиман. таму не, да, сега и верата е смени, тоа е друга прикасна. Вика не ни дава, не шлапа по рака ако со лева пишувавме. Тоа не знам дали се сматра нешто за Не знам ни ја зашо Да се не речам сматра, богохулење. ама еве да можда ќе звучи ептенца да ќе измислам, ама и мене истава прича као дете ми имат кажувано дека сум почнувал да пишувам со лева моите, ама они дека ме карали демек ради нив не пишувам со лева, иначе сум почнал да пишувам со лева. гледаш. А ја везе немам сега со лева, као не знам ја се потпишам. Па ти немаш, ама Кајри има. Лев двокорак учев 3 години. Иначе, тоа во постаро видео имам спомнато дека и Леброн е роден левак и он уште пишува со лева, Да. и Весбрук е роден левак и он Ќе уште ставиме пишува со сликици да лева. видите. Може да ставиме сликици. За Весбрук само сакав да кажам на кратко дека он почеток на кариера не сакаше да го знаат дека е левак. Кој И- не ќе Па ета јавноста да речам, има еден артикл, еден А што се срамел? ли? чланак. Да, кај што Во јутрни лист да не излезе Да. чланакот. не ESPN беше нешто такво скоцкано, вика влегол некој у просторија, ој доека потпишал или нешто и демек го спуштил пенкалото, го земал Со дес. со десна, нешто така направил. И да, некел да се знае во јавност дека е левак, не знам зашто. Ете што ти прави од дома, од не знам, од тоа ти се трауми од детство ти се тоа. Најверојатно. Не знам, па кажи им на драгите гледачи ја како пуцам баскет. Ти си исто амбидекстрес тоа, како и да се вика, али да, со како беше со лева од Лева подалеку, од тројка, а со десна од десна од поблиску. внатре, јас сум подеднакво лош и од тројка Да, и од внатре, да. Не, боле си од тројка, ја мислам дека. Пак во графата на лошо е. Efficiency Во боле ти е црвената од графа за е. 3 него од слободни на пример. О, да. Слободни, да. Слободни кај него 4 од 10, бе. Ај ќе ти давам на лето сега реванш. Ајде, ја мислам дека треба тогаш и какви Ех. бевме скот овакви изгужвани цели прва, втора епизода ти беше на Не, трема втора пука. сезона мене ми беше да ти. Па Те за може втора тремата сезона пукнало. не знам дали требало така да види уште са кичи немавме облечено јеботе. Да. Добро, ајде се враќаме. Сав да кажам нешто за Денвер и за Далас. Ми беше интересно каква борба пружаа Далас. Максимално ги надскока Да. Денвер, Lively компанија, 60 према 38 нешто мислам дека. да, од кои 20 и кусур, мислам дека 22 офанзивни скокови Тачно. беа сасвим нереално за нив, вака како екипа да кажам, и они уствари ја има и утакмицата решена. Абе водеа 13 разлика Да. у четврта негде на пола. Да. Делуваше баш како да ги имаат сватено работите. И in the clutch Јокич и Мареј, значи се Мареј, шотмейкингот на Мареј у клучни ситуации е феноменален. Маре е еден од најклач играчите. Он, Моментално у лига. KCP и кој да е уште И еден? KCP не промашува. Да, да, и ги Рука сатар вратија. човече.
ги вратија во игра, ти пак ќе имаш што да го искритикуваш Лука. Па ќе го искритикувам, кажи си. на 5 минути на 10 разлика прекинаа да играат кошарка у напад Маверикс. Почна изолациите. Хиробола. Хиробол почна Лука неколку пати поред сам ја углави, преку рака фрла, степбек нешто страна, као Коби стил сакаше да имитира, му ја залепи, некој му ја чепна, му ја потфати топката, па бараше фаул, па се објаснуваше со суди. За малце фалеше да ја прокоцкаат утакмицата. На толку многу разлика, скокови, на Да. све. Да. И се извади на крај со таа тројката пред последниот напад. Му влезе. И кога ќе видиш Мареј ќе ја решеше. Ќе ја решеш. Од елбоу. Чист шут. Да, чист Го шут. остави, ја рекоа, ајде, господе, ова ќе го оставиме, валјда ќе промаши. И го остави и промаши. После Кајри, тоа што го направи, стварно е, ретко се гледа. А иначе, сега ја барам на брзинка вака статистика да ја видам, прочитав негде на Твитер, мислам дека освен Кајри и Лука, тројките на Далас, останатите играчи 0 од 13 се. Ја знаев на оваа дека утакмица за 3 поена. Да. Само Лука и Кајри погодиле тројка. Да. А Денвер Интересно. има добра утакмица за 3. Тоа уште дури ја гледав утакмицата, влегов во бокскорс да видам што се случува, како се случува. Еве ги Денвер се 43% тројка, супер утакмица. А овие се 25%. Да, ама го застана Јокич. Тачно. Немаше сјајна партија, имаше таму 37-8% од поле. И не само не тоа. секојдневно за него. Да. 37,5%. Не, интересна дефанзивна партија на Далас. Пробаа и со удвајања, пробаа и со ротациите им беа доста добри. Според мене мислам дека ја колку што сум ги гледал едно 10 утакмици да кажам дека сезонава сум ги гледал Далас. Они се у најлошите екипи по Во најлошите ова да кажам далеку најдобра. Далеку најдобра за нив Сезонава, партија. И заради тоа не сум сигурен колку од ова може да се пренесе утакмица на утакмица и не знам колку треба да се зима сега да се вадат заклучоци, особено за Денвер, што може и да си ја добијат. Да. Не па се вратија од голема разлика на крај со шанса да добијат. Да. А кога сме кај ген уинерот еве на Кајри, драгите гледачи да ги информираме вака за една интересна листа, ген уинери али at the buzzer. Значи game winning buzzer beating Да, shots. со звукот на сирената, со звукот нема на сирената. на 35 секунди. Да. Еве на Кајри овој му е втору кариера. Куриозитети на Бема Дебајо му е втору кариера, што ја не би рекол дека претходно некад сум го видел дека ја дал Бема Дебајо кош за победа. Бем не сум го видел на Кајри, претходниот му го знам, против Торонто му е за тројка даде тогаш. Да. Тоа го памтам. Сега јас спремив една листа со играчи што биде имаат најмногу мини игричка пред главната игричка. Пред главната, како предигра ова ќе му. Ете што може да чуете од двајца Пуцај, ајде. другари за баскет која прават муабет. Како ние вчера индијанци нешто се сликале Black Dick. Вика им фали уште Кевин Лав. И нареден кој таму Дерек Уајт. Индијанци. Кајри Бем по 2. Еве вака некој најбрзо што даде тројка за победа со звук на сирена. Дейм Лилард у јануар. Тоа му беше 4ти пат. Еве ти една. Тоа е чао на Оклахома кој им прави. Оклахома. Преку ПГ од многу далеку. Ја памтам, со Харден и уште една има, ама мене вака не ми текнуе на прва. Тебе дали може да ти текнуе на Лилард? Не. Третиот геймвинер. Дале. После Лилард имаме тука четворица играчи со по 5 шута. Значи, твојот омилен, ете го на постерот. Сите му ги знам. Agent Zero, на него сите му ги знаеш. Ај наброј ги вака за драгите гледачи. Јас знам еден против Јута која се врти. Знаеш и уште еден против Чикаго у плейофот. Тоа е мидренч е тоа? Мидренч Чикаго против од лева Юта, страна мидренч, така беше? Да, против Јута 2, против Милвоки е скоро ист. Од 9 метара дава тројка. Добро. 3 против Индијана, еден флоутер се ташкаше и вака ја фрли, дали од табла влезе. 4 и петиот е, мислам дека е исто тројка, ако не е тројка, дали гази или нешто против Филаделфија.
top of А the со key. такви флоутерчиња што се ташка навака натака, CP3 има многу јаки геймвинери, ама не ад да базар, ама кога сме кај темата, на пример, он има стварно и све му се у плейоф, и све му се у многу битни утакмици, и ќе ја фати, хрки, джерки, што викаш ти, ќе подзастане, од Исти. табла, исти, да. Сите му се Сите исти. му се 4 наведу комада ли исти. колку има? 3 да не има, ја мислам дека. Ја мислам може и 4 да се, ама не можеме да склопиме видео, го чекаме уште еден да направи таков и да ги вратиме сите. Да, Ние се ги имаме надевавме лани прехладени со Феникс, која игра длабоко у плейофот, сега не знам оваа година дали ќе имаме шанса. Абе, било кога нека да е на тренинг, нека Да, да бе, е да, да. поврземе. Веќе ни е направено видеото, ги имаме сите Го чекаме клипови. уште еден пат. Еве ви ги кидат некои од клиповите тука. Да. Ринас го кажавме, 2 инвейт има 5, патем 2 инвейт. Едниот со Чикаго, Против Чикаго е тоа кога се улетува скоро од пола терен, кога Да. скока према тројка. да, зашто не ми текнува друг сега? Со Шарлот тоа не беше Берон Дейвис кога го измести, тоа не беше да базар, мислам дека. Со Шарлот треба да е, ад да базар. Ајде еден кажав. Млад Дивейт, така? Аха. Добро, не знам. Може не да знам. е. Андри Гудала, замисли, има 5. Да, ама ти кажав, ја на Андри го дала 2 му памтам, така да. Ја на Игудала немаше да го видев Не ти тука да ми текнува? каеше некој дека има 5 Игудала, нема да му верувам. Со Голден Стейт одсвртување даде Весбрук тројка, Да, одсвртување. Весбрук дава тројка и овој остана уште Од страна, секундичка или така? пола секунда. Да, Начелна. да. Ја дава. И му Има у памтам, Филаделфија, знам една, која му се улетуваат сите на прославата таму. Исто му е и таа му е челна, мислам дека има со Филаделфија. па ја знам со Орландо не е таа челна плейоф. Со Орландо дава против Кога ги Туркоглу, носи мислам. он у плейоф таа година Филаделфија, која се баш онака немаат ни една звезда у екипа. Па добро, таква екипица се со Да, Еван Еван Тарнер. Тарнер, Джру Холидеј, оне Да, таква екипа, да. Елтон Бренд, интересна екипа. да. Интересна склопка на играчи, без некој Да. лидер, некоја супер звезда. Иги, значи, има 5, Вейд го кажавме, 5 и Картер има. Винсенит има 5. Картер, Торонто си ги решава дали 2 пати мислам дека е да базар. Ја мислам у Нетс дека треба да има еден. И па со Нью Джерси ги решава Торонто. Се враќа во Торонто, сите му свиркаат зашо си Да. отиде така, едно Да. друго и овој 2 пати мислам дека ги решава нив. После тоа Извини 6... само, и Ајде. ти текнува на Картер гейм винорот против Сан Антонио, Далас одсвртување, Да. најако што има урлано таа сала икада. Да. Сан Антонио плейоф е тоа кога ги од 8 место се Далас, така? Осмо место се И Далас ги за носат 1-1. до седма утакмица, мислам Да. ги носат, така Да, беше? да. Да. Губат Далас 1-0 таму и губат на утакмица. Со Елис у екипа, така? И Да. Девин Херис е таму? Да, мислам дека. И тоа е луда екипа, нек си ева. Да. Никој нема 6, па идеме на 7, Леброн Джеймс и Пол Пирс. Драги гледачи, The Truth од секад бил клач. Леброн Джеймс ги реши Минесота еднаш, ги реши Орландо у плейоф, Орландо у плейоф, Лебронто у плейоф, Торонто, да. Визардс 2 пати? Чикаго Или кажав. у не, плейоф. или не е со звук на сирена. Со Визардс у плейоф. Визарс тоа е одсвртување за продолжение. Не таа од табла. Како не бе против Аринас. Да, да. Ама дали е 2 пати или еднаш? Ама не е базар битар тоа. Не е базар. Ама има 2 гейм уинера против Визардс у плейоф, Мислам против дека Аринас. ни едниот ни другиот не се базар. Едниот сигурно знам дека не е, за другиот не сум сигурен. Добро, еден куп има моменти Да. LBJ секако. Айсо Джо има 8 комада, со Коби се на второ место изедначени, а MJ има 9. Джо Джонсон има во Нетс доста и во Атланта има неколку. Да, во Атланта решеташе, мада ја му го памтам само тој со Детройт степбек мислам беше, дуре он во Бруклин, ама да, и во Атланта имаш. И таа интересна екипа. Пред да интересна екипа, ама нема со него у екипа значителен успех у плейоф, да речем. Претендери беа цело време трети, четврти. Да. А после он од кога си отиде, дојде и рева на ова цела петорка што идеа као Player of the Month, цела петорка. Ти текне? Да, бе, стварно. Хорфорд, Корвер, Тиг,
Дамари Да, Керол да, и да. Милсап. Да, Цела петорка, Player of the Month, заслуги, да, која беа први на исток една година. тачно. То. И тоа ви е уште еден куриозитет е вака што Да. може да го проследите. Али не беше, мислам дека тоа прв пат у историја, или прв пат беше у историја, такво нешто Искрено да. не знам. Искрено не знам. Све мислам дека Лейкерс Екипата на Центар генерација 91 исто имавме и ние. Ја мислам Лейкерс не дека бев ја у таме. Лейкерс 98 нешто, мислам дека која имам читано за овие дека нешто ми е кроз магла со Ван Ексел со тие да не се Јони некој месец да не имаат дајано, ама ништо чудно само они да се. Ништо чудно да трипаш. Да, трипам, да. Не, добар и игричка Интересна беше. листа, да. Да. Ќе ја Има- подкрепиме со видевца. Могуćности феновето да видат и видевца. Дали се изненадени од листава или не. Не, па од Џо Џонсон јас сум секако изненаден. Пол И Пирс од ке речеш Игудала. клаче И од и Игудала. Игудала 5 комада, да. Лука има 3, поише од Кајри, а е многу помалце у лигата. Стварно кој ќе видиш. Абе, на кој како ќе му се погодат коцките, како ќе му се наредат. Али вчера те претица в утрката кој ќе го дае гейм уинингот на Вибер у конверзацијата. А, Те да. прашав кој ќе пуца, рече Лука ќе пуца, Јали ќе пуца. Па мислев хот хенд е он, само што ја даде тројката. Не знаеш зашо знаев се, не можеш како Леброн што вика дека знаев за сите моменти Да. у Знаев дека рандом Коби ќе знаев даде дека 80. предосеќав некако. Мислев затоа што као добра е, као дикој е добра тактика да го користиш Лука, кој имаш уште еден многу јак финишер у Кајри. И така У беше, екип. ако ја видиш акцијата, Да. значи Тргна Кајри прво само Лука. што ја зема, Лука Да. исчисти, влезе Да. внатре за Да. овој да има простор да искружи да ја фрли. Така да, добро, браво за Лука. На Да, и треба онака да немаш его у тие моменти да му дозволиш пред се дека предходниот напад ја дае тројката и сега сите знаат дека он е као алфа мажек, ама Лука сепак он Да. и така се поставува и мислам дека и он така самиот се чувствува уште као има респект према другите и као помлад и као и нема его уопште, мислам дека е пред се Абе, сега, спортист. што да има его? Он претходно не играше со никој значителен. У тој случај нормално не ми ја Да. фрлај ти, ја Да. ќе ја шутнам, ама сега кога игра со играч што заслужува да земе шут, Да. нема зашто да има. Исто на еден од најдобрите финишери у историјата на лигата. Да. Онака pure skill. Да. Добро, ај само да забележиме Далас кај дојдоа сега со оваа победа да видиме. Иначе Лейкерс не ги збориме овој подкаст. Како рече ти, вето им стана. Ембарго, вето, да. А од наредна и на Далас ќе им ставиме вето. До 7 место, брат, дојдоа. Кој падна? Феникс. Па падна Феникс. Да, изгубија од Со таа Милвоки. мизерна партија без Антето Кумпо ги издува. Да. Боби Портис ги реши. Боби Портис ги утепа. На една утакмица дојдоа од 6 место Далас. Дај барем една екипа нека Сакраменто се нека се шестија. извади од овие, да. Абе, тврда екипа е Сакраменто, брат. Оваа година. Тврда екипа, ама кажи им го тоа на Никс. Што им отидоа во нивна сала. Четврти се сега? Никс што се четврти, тоа башка. Си ги тепа у Сакраменто. Си ги тепа у Кингси, ја? Сакраменто и не им дозволија ни до 100 да дојдат. Нью Йорк у месец март. Аха. Сега сме колку веќе? Еј, да бе, многу утакмици испод 100. Во месец Ги задржуваат. март Еверидж има 90 поена. Леле, playing Еве. 2000 defense. 2000. Сега, една ствар што треба да се земе во предвид тука е дека Нью Йорк го имаат најспорото темпо во лигата. Значи имаат најмалце поседи по утакмица, се игра најспоро. Да. И сега ти кога играш споро Што со се нив, вика, што би рекле македонските тренери, неа пимплај толку. не ја пимплај толку. Кога играш споро темпо, има малце поседи, нели, ќе те помалце Да. поени се даваат. Да, и ти Меѓутоа, која игра, едната екипа која игра споро, природно е, мислам, дека и другата, нормално, да. така се начнува темпото, така се дава. Меѓутоа, и ако идеме points per 100 possessions, значи затоа во NBA е таа метрика дадена, по 100 поседи се екстраполира колку За вишу ствари, да, кој колку е. да, за да ефикасен. без разлика кој игра побрзо, ќе прима повеќе кошеви, ама ако се израмни тоа на 100 поседи,
се гледа на кој каква му е одбраната. Нью Йорк ја имаат 7-та најдобра одбрана во лигата. И по оваа Добре, метрика. ја мислев ќе кажеш повисоко дека се. Па брат, на делба се пример на пола Ама добро поенот. изгуби, има четврт. доста утакмици без главните дефанзивни играчи, Многу, да. вако и заради тоа. Исто тоа сакав да го кажам. Ануноби од кога дојде во екипата се 15-2 со него, брат. Да. Тоа е нереален скор. Да. Навидум не можеш да го приметиш Ануноби на терен. Ако си, глеј, сега нема ти ќе го приметиш Да, секако. добро, Сам да кажам, Аверич NBA фен, да гледа утакмица на Никс, тешко дека ќе го примети Ануноби и Нигде, неговиот ни у импакт на Торонто. на терен. Тешко. Стилот му е многу лош. Значи многу Не, нема стил. крут е, многу е крут. Нема Ти стил. ако мислиш дека Кава е крут, ово е исто. Да. Слични движења има. Такви движења Роботски. се роботски. Арно, ама не знам. И ствари што не се гледаат како поставување на убав блок, како Да. тежок, јак рол внатре, брз, како одбрана, ротација, само што ќе види дека на пик ен рол има помош, он одма ротира на правото место за кој ќе бидне пасот да може да помогне. А тие се ствари што нели нема да ги спомнеш на ниеден хайлайт, нема да ги видиш. Сигурно и многу ефишент играч Ануноби. Да, Ептен ја немам статистиката пред мене, ама многу ефишент играч и баш среќа има Нью Йорк што го зема, пола лига сакаше да го зема. Да, што викаш ти, сме збореле дека Ануноби уопште за него не се ни играат ни акции Да, у напад, туку сите поени ги добива од добри катови да. или од отпадоци. И Ќе се најде на право место, знае да се движи Да. у напад. Си има сигнечер шутче, добар е, од страна корнер. знае да погоди шутче, ама иначе не, многу убав играч. Кажи им на гледачите кој е кралот на корнерите оваа сезона. Па ако знаев Ким кажев. Па знаеш, бе. PJ Такер пак се враќа, ама чекај, Джру Холидей. Да, Джру да, Холидей, за него а иначе Такер Такер важеше. важен. Се е само кралот на патиките. Джру Холидей до пред некој ден ја и ти кога правевме муавет, имаше нереална некоја си статистика од 6,5% тројки од корнер. Стварно е нереално. Не тоа. шутира по многу, по тројка и пол шутирана утакмица, ама По 1,5 тројка. 1,5 тројка, ама да, 6,5% е нереален процент. Да не избегаме од темата, дур сме на Нью Йорк уште. Джелен Уште ли Брансон, за Нью Йорк? ќе стаиш тука, видевце каква со овој. фора малската му На ја Елис? продаде На на тој Елис, мислам. Кион дека. Елис. Кион Елис. Дур Брансон викаше блокови, ти иди Да, таму, овој се ти иди врти со овој, цело главата време цело се време. вртеше. И си И вика на сега крај ќе вика, фатам. чекај, сега ќе му ја Уште пуштам јадицата. Уште На една. каква проста финта го фаќа човече, после овој се врти ваков Буквално запрепастен. Вака беше и со Халибуртон и Бизли нешто слично Да, па не, после Бизли ја го слушав дека ради тоа се свртал и се укопал у место затоа што чекал блок. Вика бев убеден дека има блок као. Да. И дали нормално им, не знам природно дали им доаѓа дека пошто блокот е тука и сега немаш ти со глав зид да идеш, нели? И он го очекува блокот и се укопува место, Леле, човече. многу јаки ми се тие кога се свртат у празно, кога Да, види се дека вртиш нема у ништо и празно. после збука. Мене така ме фаќа напад у кој играм одбрана. Ја да останам на Island вака со играч ко тебе. Ме фаќа паника, се вртам лево десно да не има блок. Добре. Да, жими све. И најчесто комотен сум да ти дам тројка да шутнеш, ќе се повлечам 2 чекора назад за да не ме ги скинеш колената. Права тактика. Тоа е. Ај кажи им сега на драгите гледачи за Вемби каква партија имаше. Вемби според пишувањата на NBA аналитичариве, више утакмица за утакмица руши рекорди и поставува таму некои нови рекорди за руки играчи. Вемби 37 поен, 15 скока, 7 асистенции, 7 блок, човече. Во интервју сега последно кажа дека вика ќе го оставам Гобер демек оваа година заслужено нека му ја даат демек да земе наградата, ама од наредна година демек стапувам на сцена и простете се од Defensive Player of the Year. Али така мене ми се свиѓа што има он многу надпреварувачки карактер,
што сака да победи, се гледа, а игра со такви некои кловнови у екипа као Сохан. Прв да окажеме, као еве ќе пуштиме неколку клипа од Сохан у клач. Да, тоа не знам, и ја боле одлука ќе донесам него Джереми Сохан. Значи тие промашувањата кловновски сега што ќе му ги ставиш, тоа башка. Има еден куп твитови и видеа каде што Вемби седи вака со рацете под кош, овие си ја додаваат меѓу нив на периметар. Човече метар и пол повисок од тој што го чува, човек не му спушта. Не знам, мислам дека Сохан е таму вметнат само за да им помогне да губат утакмици, да земат уште некоја пикче. И фактот што Поповиќ пример не се нервира кога Сохан ги прави овие глупости, уште го подкрепува твоето тврдење дека е плански на теренот за да губат. Не, добро, види, борбен играч, окей, и игра одбрана, и тоа е окей. Ама таков играч ставаш во шампионска екипа, а не ставаш во ребилдинг екипа сега што треба да... Ти викаш дека Сохан е играч за шампионска екипа? Мислам дека у точно одредена улога, како Дреймонд Грин, разбираш? Да, што ќе му ја земат топката, чим преде половина ќе му ја земат топката. Он не треба да ја фати топката, а не Поповиќ го става него плеймейкер, он ќе учи сега да игра плеймейкер. Не, тоа ми е на мене да си помогнеме да губиме. Можда Поповиќ сака да го направи Дреймонд Грин за 3 години од сега. Добро брат, ама Дреймонд Грин никад не играл плей или со топката или со... Абе како не играл? Дреймонд Грин прави дрибл хендов само. Добро, да, али ги разигрува. Уручи, ама знае и да повлече контра и да додае пас у контра. Па добро и контра да е, ама не да го води напад. Да, али Дреймонд Грин никад пример не се осудил да отиде на кош у такви поготово халфкорт ситуации и у транзиции. Не се осудил онака да иде 1 на 1 или... Иначе чекај, кога сме кај него, мора и експоуси на Дреймонд Грин да му направам. Ајде. Не знам сега од кај ќе подкрепиш, од кај ќе извадиш скриншот за на драгите гледачи да им покажеш. Дреймонд Грин стално кога Кари не игри, него го заболува грбот. Тоа не знам дали го знаеш. Долна леđa. Да, долна леđa, не се фаќа тоа. Не можеш да фатиш. Не можеш да види дека лажат. Да. А па кога ќе видиш Дреймонд Грин познат е и по највише по тоа дека асистенци, он му е прв асистент на Кари, он му е прв асистент на Томсон и неговиот успех се темели на успехот на овие двајца. Па тоа сакам да кажам, за он колку што збори и за колку што си се тапша, он е, супер е. Он да отиде од друга екипа без такви играчи, не знам што ќе пребогаме. Ке речев дека е ова хот тейк, ама стигне и до најдобриот подкастер у играва, Зек Лоу од ESPN, не. JJ е нов, Зек Лоу е 10 години old school, да. Чим и он почнува, сега не сака да го каже, straight up да каже, ама така, се мислам што би било, кад би било, едно друго, све така на заобиколен го кажа и на мене тоа ми е доволно, со тапија. Пошто ја мислам он нека не е некој таков што дава hot takes. Зек Лоу не е никогаш, не. Така да он може не да го каже никогаш, него ова е неговиот начин на кажување. Добро, за Вемби, која више почнавме, јас сакав да ти дам уште една мала игричка за за clutch defensive plays. Се разигравме многу, ќе се воспалиме у пичку. А више сме повредени. Ајде, дај, не знам. За game saving блокот, Вемби, зашто? Да, Вемби имаше game saving блок, така на 30 на секунди, еден за нив, напред банана таму, кого го залепи, не знам. Седно, да се осврнеме малце на такви, на некој clutch defensive plays низ историјата. Поише се од плейоф, пошто е, нели, тогаш е битното, таму е битното, тогаш е клачот. Освен Леброн сега, нели, најпознатиот блок у историјата. Да, најпознатиот на страна, нема што да се збори толку за него. Освен најпознатиот, Леброн се појави као с уште 4-5 многу клач дефенсив стопс у клиповите што ги гледав за да избацам оваа тема. Така да има и од Кливленд има и од порано. Пример, има многу јака банана, скока ненормално високо, го лепи Брендон Рој. Кливленд Портланд, 20 на секунди до крај. Брендон Рој иде флоутерче едно, фрла многу високо. Леброн се избацува као help defender, скокање, главата на добруч и топката лета у публика. Например, тоа е од помлади дани.
Тоа од периодот изгледа со оној највисокиот скок, легендарниот скок. Да, па и може во ист таа и во утакмица, да. во ист дресе, во тој плавиот. Леброн против кого друг имаше блокови? Добро, може да тераме на дале на некој друг. Имаш. Сега ќе отворам листата да видиме некои плейови што ги запишав. Тебе вака некој old school Па добро, old school. да кажеш што ти такнуваат? После на Леброн најпознатиот, вториот најпознат е на Тейшон Принц против Реджи. Да. Реджи сам излага во контра, не знам Принц сам со кошот, од кај од кај влага во сликата Тейшон Принц и како стига. Тейшон го нема на хајлајтот. У првите секунди го нема на хајлајтот. Нигде, одеднашка се појавува. Реджи малце ја закомплицира работата, на крај го скрати чекорот. Да. Чекорчињата ги скрати, сакаш убаво да ја стаи и изгледа. Да. Не му дое на убаво на утрк. Не ми па фати успори. ефето на фудбал. Ник Андерсон тука мора да го кажам со Џордан. Џордан се враќа од пензија првиот пат. Сите се хајпнати, нели? Плейоф влагаат. Ова уште у гейм 1 е. Он носи 45 и во последни секунди мислам дека губат нешто ситно, 2 разлика или така. Џордан иде, после еден напад да не речам, и него приметува Андерсон од позади, нешто како скоро како Алварадо му доаѓа, му ја избива и 1-0 Орландо поведуваат и на крај он изјавува, уствари мислам дека Ник Андерсон изјавува 45 не удара толку јако како 23-ката. И овој наредна сезона го менја, пак го враќа 23, да. На крај тепаат Орландо 4-2, втора рунда плейоф е тоа. Кога се враќа. Да. Добро, ај ако идеме хронолошки, Џордан украдената на Мелоун пред гейм уинерот. Добро, да. Тоа е птен, не е забораено, пошто и тоа е иконик пред гейм уинерот, али многу сники defensive play. Да. Како беше нешто имаше на Last Dance, вика... Он изјавува, знаев дека ќе ја прими таму. Он трга, еден чекор прави по него, да. И кога Мелон се врти со па тоа, дека се врти со грб и дека Џордан се ќе чека демек да пројде време, не гледа навака, го студирал дека не обраќа пажња вамо на доле и му се прикраднува. Добро. Амаре Стадемаер го лепи Леброн многу луд блок. Уживо ја гледа таа луда банана. Точно знам Нью Йорк, Мајами. Ја бев убеден дека Леброн ки ги реши, пошто секој пат ги решава. Ама кога... Да, тоа е еден од ретките пати кога тепа Нью Йорк меѓу себе дуели. Тука беше ме разбра целком шилуку 5 сат дека Стадемар банана направил. Добро, имаме ваков пример плей на редок плей исто на Пол Пирс, на пример, да го видиме у дефанзива. Го лепи Кайл Лаури за серија, да. Лаури иде што би бил game winning шут за серија у game 7. Да. И Пирс се избацува од нигде никаде тука у пости и уствари му го скратува шутот, не ни ја избацува овој. Ако сакаш за оваа серија да ти кажам еден мал куриозитет. Куриозитетот у оваа серија е што Торонто, ја мислам дека пред почеток на серијата као не било ни не се ни очекувало да догураа до седма утакмица. Пошто на Нец екипава е баш онака, нели тогаш кога ги донесоа сите. И беше баш стакт. Токму тоа е куриозитетот што сакам да го кажам. GM-от тогашен на Бруклин. На Бруклин? Да, сега е во ESPN, во овие што се во мислам дека он е експерт за селери капот. Боби Маркс, онај Боби Маркс. Да, Боби Маркс во тоа време на Бруклин GM. Овој фантази трейд што објаснува. И вика ние во тоа време намерно вика изгубивме неколку утакмици на крај во регуларна сезона и паднавме од да речам од 4 на 6 за да го избегнеме за да избегнат некого дали Мајами, Чикаго се тогаш нели јаки за да избегнеме рунда со нив да налетаме на Торонто. Они тогаш млади, мислевме дека нив ќе ги почистиме. Оно едва спасија глава со нив. Ете до кај дое работата, до Пол Пирс да треба банана да му залепи на Лаури за да спаси. И после во утепани такви едва искочиле од прво коло, после во второ мислам дека Мајами си ги тамани, си ги. Да, ништо чудно метла да е. Или не беше метла, да земат. Ги поминуваат така. Тоа джентлмен свип. Добро, имаме уште иконик тука. Мајами исто
да ги спомнеме, дури сме кај Мајами, Реј Ален ја дава ајконик тројката. На другата страна Сан Антонио има уште еден напад, што е често се заборава. Добро. Имаат време да фрлат уште една топка. И Крис Бош го лепи Дени Грин у корнер со цела рака. Вака. Добро, малце ќе те поправам само. Ајде. Последниот напад во регуларно е Или ова е овертајм. Ова е ова е овертајмот. овертајм. Тони Паркер иде на положување од лева страна, спасуваат жива глава Мајами. Не ми текна на тоа, гледаш. Да, а ова е во продолжение, имаат 3 разлика, Да, 3 разлика водат. сасвим други дешавања, не ми текнува никако дојде до тоа, 3 разлика на крај. Дени Грин во продолжение го лепи Крис Бош, ама да, game saving да обезбеди 7 утакмица. Да, добро, не знаеме што ќе било, ама Останатото е историја. Джинобили Харден. Да, ова ти го спомнав кога се спремавме. Ова е на 2-2 Хјустон Сан Антонио. Джинобили таква блокада се уште онака се нема повторена, ја мислам дека. Многу ми беше интересно што во таква ситуација каде што е панично све, знаеш, кај што брзо се Да. дешаваат, овој така педантно Толку педантно, од да. позади со Смирено, раката. да, точно, прецизно. Ништо освен топка, ништо друго не добре. Од позади цап му ја собра. Хируршки Хируршки прецизно прецизен беше. блок. Да. Имаме една луда банана на Джими Батлер, Кемба Уокер. Толку многу скока и таква екстензија прави Батлер за да му ја дофати на Кемба флоутерот. Тачно. И ова е куриозитет, ја имам работено оваа утакмица Има на хитчек видео за ова. Хитчек видео има пред 2019 е ова, мислам дека. Златните години. Златните години на хитчек во 2019. Како беше после ова, Батлер има game winner? Да, ако не се лажам, после ова Батлер има степ бек тројка game winner, еден ден од кога дава истаков game winner. На претходната утакмица дава степ бек и тука пак. Што ќе беше екипата на Филаделфија, Батлер да не си отидеше, човек. Брат, таа беше шампионска екипа. Да, скрос. Значи, според мене, еве сега ќе малци у друга тема ќе Ајде отидеме. слободно. Според мене, улогата на Батлер е да биде втори играч. Да, не е да биде прв. Се слагам со ова. Он се види кај ги влече Мајами сам. Мислам сам. Ете. Мене ни Мајами не ми е ти да се ослонуваш на Бема да Бајо константно, он да ти дава офанзивен продакшн, придонес. Не смеш да си дозволиш. Да. И сега во оваа ситуација јас од подамна имам кажано дека треба според мене оваа екипа на Мајами да се растури, да се појачаат другите. Ама Батлер му беше златна шанса во Фили. Да. Ако останеше, ќе освоја 100% ти кажам. Апсолутно. 100%. Многу беа многу талент имаше таа екипа. Рачунај, таму Па беше една од и најдлабоките екипи. нокдаун шутер. Најдлабоките екипи, најдип екипа у последно време. Да. Што не е освоила онака, што не. Па и од екипите што освоиле, ако видиш да ги споредиш пример Торонто нив ги избација, они беа далеку поталентирани од Торонто. У седма добро, јаки беа и Торонто, ама со Фили, значи дојде седма утакмица, еден шут што 4 пати се тапкаше на обрач. Сите го збориме нели на Бруклин, што ќе беше ако Дурант не сгазнеше на линијама, што ќе беше ако на Ленард не влезеше. Не влезеше, да. Ништо Филаделфија ќе освоја и наредни уште 2 ќе освоја. И ќе беа династија, ќе го вратеа и Ајверсон. И Бен Симонс никогаш немаше да го подае тој open layup и Да. Бема Дебајо, кога го збориме од преска, има многу јака банана на Джейсон Тейтум, на млад Джейсон Тейтум у бабелот. Мислам дека топката ја издиша. Баш. на овој блок. Со сета сила влегоа и двајцата. Да. Многу јак блок. И таа серија беше доста добра. Underrated серија е таа. И таа да не иде у 7? Ми се чини дека 6 степа Бостон, ама мислам дека 6 степа Бостон. Добро, стигнавме до понова историја. Џру Холидеј го знаеме као одличен дефанзивец, 22 кога освајаат, освен сите што го паметиме стилот украдената топка на Букер па контра нели лоб за Јанис, во финале на Исток против Бостон на 2-2, у последни 2 напади, значи ова е негде 10 секунди до крај, Маркус Смарт иде на положување, Џру го лепи и у истиот скок, кога му ја лепи бананата, му ја фаќа топката и му ја мава од нозе.
Да. за да спаси посет. После тоа даваат слободни, нареден позешен на Бостон, уште 5 секунди до крај, пак Смарт ја води топката, на пола терен Джру му ја краде жива од раце, човече. Добро, ама Смарт почна да ја води како мене и разбирливо Ама да, беше. добро, Смарт никад не бил сигурен онака плей за со топка да води. Не, Он е дефенсив спешалист и тоа му е на него силингот, онака. да. Али Джру Холидей овие две и тоа е секвенца цела, Да. луда дефанзивна секвенца. Нешто ти да додадеш? Така беше, се што кажа ти се е точно. Ти текнува вака како вчера да беше. Да. Тоа истата таа година Јанис ајконик блок на Деандре Ейтон. Да. Тоа беше плей. Плей за сва времена За сва времена. Па, ама не, кога ќе видиш Јанис во у еден кариерата. ран, какви сигнечар плеови има и со цепелинот и со блокот. Јанис има исто многу јак блок на Кауај Ленард која губат од Торонто која осваја на 2-2 или на 3-2 за Торонто, мислам дека е. Јанис го лепи Кауај горе исто на кош, нешто налик на Тейтум Бема Дебајо. Аха. Ама узалот нели ја губат таа. Мене таа серија највише ме изненади, брат. 2-0 водеше Милвоки, ако ти текнува. Беше така и овие 4-2 ја и свртеа. третата е климава. Да, и третата ја има третата е шанса да ја продолжение. добијат. Да. Торонто е добила во Луда продолжение. серија. Ја не можев да си поверувам како можеше Торонто да искочи и да тепа од таа серија. Да. Игричка може за крај. Ајде, Ти имам еден загреан сум. навидум познат, навидум релативно лесен, ама мислам дека има кај да склизнеш. А тоа е Трейси Мегреди. вчера што го зборевме. Прошлата епизода што го зборевме. Го зборевме? Да, бе за дека е А, за aesthetically pleasing Да. играч. Еве ти еден Патем, естетик играч. драгите гледачи, не дополнија многу убаво на таа листа иначе. Со играчи И за како тоа им Ален се Ајверсон, заблагодаруваме. да, White Chocolate. White И Chocolate. претходната го испуштивме, Да. немој сега да го испуштиме White Chocolate. Двейн Вейт, Картер, има плејада на играчи тука. Да. А Мегредија за екипи, кај има играно? Мегреди има, тоа со Сан Антонио не му го рачунаме. Му ја рачунаме шо екипа е, нема вез. Со се тоа, ајде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екипи. Трейси. Добро, одма на памет ќе ти кажам Торонто, Орландо, Хјустон, Добро. Нью Йорк, 4 и Сан Антонио 5, ти фалат Сан две Антонио екипи. 5, две екипи. Ајде стендингс да отворам само момент. Трейси Мегреди, стварно навидум познат и лесен. После Хјустон иде у Нью Йорк, така? После Хјустон иде у Нью Йорк. Од Нью Йорк натака две екипи. На исток се двете, Добро. пошто го елиминирав Западов. Добро. А, Значи не ти е у глава. Како има играно за овие екипи. Детройт ми е у глава. Добро. Значи уште една. Да. Оваа екипа и братучет му има играно таму на крај на кариерата. Ќе кажам Атланта. Да. Тачно? Да. Така. Абе лесен, ете навидум ама лесен. Не е ефтино, ама И скапо е. братучет му на крај на кариерата Винс Картер играше у Атланта и еве да бидеме изедначени, Не, бе, ја ќе ти го дам Картер, ајде. Абе многу има. Колку има? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ајде. Ама ај пошто е лесен и пошто и видео сме правеле, без да ги гледаш екипите. Да. Ајде. Ајде. Торонто 1. Добро. Од Торонто иде у Нью Джерси, од Нью Джерси иде у Орландо, од Орландо иде у... Сега не знам дали точно иде у Феникс, одма. Феникс, има Мемфис, има Атланта. Колку ми фалат? Две екипи? Феникс го кажа, Мемфис го кажа, Атланта го кажа, две екипи ти фалат. Изгубените години на Картер кои беа? Сакраменто 1 и уште една. Ај вако глава ќе си ги направам сега екипите. Епа не е изгубена оваа. Не е изгубена.
Како не е Абе, изгубена? требаше да ја кажеш ова од преска. Ја Не е спомнавме. изгубена. Ја спомнавме од текот на подкастот. Нью Джерси, после Нью Джерси Орландо, после Орландо Феникс, од Феникс иде у Види, ќе се убијаме, не смеам вака. Ајде бе. Саш годината да ти ја кажам? Не сакам, и исто ќе биде. Ја спомнавме преска. Феникс иде у Екипата ја спомнавме преска. Не можам така, исто ми е, само поише се бунам, ја спомнавме екипата. Ама детално ја опишавме екипата преска. Детално ја опишавме екипата. И Фили ја опишавме детално, и Мајами ја опишавме детално, па не се они. Па не се они тие другите. Јас сакам у глава да ми дојде да го видам Бе, ќе ти со дојде. дресот пред очи. Ке се застрелам. Без вака да ги видам не може. На запад. Џабе и Абе, за геймвинерите која во- правевме муавет, брат. Пацифик дивизија да е џабе. За геймвинерите која зборевме. Ај, чекај, вака кидам. На запад. OKC не е. Минесота не е. Трето место Денвер не е. Четврти Клиперс не се. Пети се Нью Орлеанс Пеликанс не се. Шести се... Да бе, Далас бе. Не бе. По овогодинешните стендингс идеше, ми се свиѓа. Да. Да бе, Далас па ти како можеш. Не, мене ја на Сакраменто се надевав дека ќе клизнеш. Не. Поштено. Поштено. Саш уште по еден да мавнеме, пошто вие беа лесни. Па ако бидат полесни од на лесниве се утебавме од мислење. Ајде, дај уште еден. Old school да ти давам еден. Ајде, дај ми old school. Дикембе Мутомбо. Еј, човече. Атланта, Фили, Добро. Нью Джерси, Добро, Нью Йорк. добро. Добар сум со овие. Па не, па признај. ти најтешките ги кажа се полесно. Какви Уште две ти најтешки? фалат. Фили е најлесната. Фили има добро 2 сезони. Нью Йорк и Нью Джерси по една сезона на крајот брат игра. Не, уствари не на крајот, извините, изложи. Ама драги гледачи, ја. Добро, кошарка гледам, последната екипа у кариерата на Мутомбо ти фали и првата. Денвер, Денвер да. Нагетс. Денвер. Таму е трейдан и таму е драфтан и таму Последната легендарната слика со баскетот на терен во Денвер. во Денвер ги избацуваат Сиетл во плейоф. Како послабо пласирани? Па да, мислам дека да. И последната во кариера. Да. Ова е. Ама баш го неам, брат, го неам пред очи. Абе брат, 5 сезони игра у таа екипа. Еве, чек, отвори ги тимовите за Мутомбо. Зашто не ми текнува 5 сезони кај игра? Иначе, интересен факт за Мутомбо е што почнува на 25 години да игра NBA и игра до 42 години. Многу ја куриозитет, сварно. И е All-Star во руки сезоната. Абе, овој у Хјустон играше бе позади. Да. Динг, динг, динг. Да, позади Тачно, Јао Рокетс. беше во Хјустон. Ете го и Дик. И беше позади Јао, ама ако ти текнуе, имаше главна улога у доста плейоф утакмици, затоа што Јао беше повреден. Добро, да. На него онака се ослања Да. на 40 години да... Добро, ова ми се свига, еве, да речеме, со Нью Йорк и со Нью Джерси. Иако Да. Нью Йорк ми беа екипа, ама ете, ќе си се потапшам по рамо. Ајде, ќе ти го дам овој, па малце ќе има помош едно друго, пошто Ајде, зезнате. Отварам стендингс. Джейсон Ричардсон. Ке клизнам сигурно на овој. 2, 4, 5 екипи. На крајот Малце. нема да ти текне, на една треба, ама Джей Рич ја го памтам од Голден Стейт по куцањата. Дали му е Добро. прва екипата? прва. Прва му е. Стендингс. Сега една тука имам, постојам тоа, сме го збореле ова, иде во многу интересна екипа. Заедно со Стивен Джексон? Да,
Шарлот Бобкетс. Браво, добро. Шарлот Бобкетс игра една сезона, малци игра, ни една Интересни сезона. се таму, добри се. Да, со Борис Диа, со убави играчи. Фелтон игра таму, све интересно. Добро, Феникс да ги откачам, они се Феникс, трета со екипа. Неш со овие. Сега сме при крајот, ајде на исток се двете екипи, што ти фалат на крај на кариера е ова. Тука е веќе и буцкаст. Здепас да не Здепаст, речем. мојот омилен, од омилените зборови. Еј, чекај да не треснам, ај да се помислам уште. Нема да малку. треснеш, пошто те видов како се Орландо. намести. Да. Видов дека, знаеш да кажеш. Орландо Да, и Орландо шедна игра екипица. со двајту сезони, така што се уште можат нешто да направат. Он влага од клупа таму, а? Помалце? Па помалце и игра. Помалце игра од клупа, да, пошто знам Не, помалце Туркоглу. и старта, старта. Старта? Стартер, да. Двете сезони старт. Не бе, двете сезони е Хауард. Не е Бостон, не е Милвоки. Нью Йорк, Орландо кажавме, не е Индијана. Мајами. Не? Све мислев Мајами дека. Ај, терај дале. Не е Атланта, не е Бруклин, не е Торонто, не е Детройт, не е Вашингтон, не е ни Шарлот. Па сите ги избач. Абе, ми останува Чикаго, Фили и Кливленд. Едно од тие три. Добро. Чикаго, Фили и Кливленд. И сега прашањето ми е дали има играно со Леброн. Не ми е у глава, у дресот. Чикаго, мој конечен одговор. Не, за малце. Ме израдува, педер. Фили. Фили? Немаше да погодам. Не ти текнува. Добро, таму апла на крајот веќе. Добро, у секој случај. Интересен играч. Да, Бобкетс ја извадив интересна. Бобкетс добра се. Орландо. Добар кетч. Орландо интересна. Да. Добро, може да им се захвалиме на драгите гледачи За и да им нивното кажеме внимание. да поставуваат прашања на Инста. Да. Што да ве занима, прашајте, ќе направиме муабет тука, поставете тема Или на YouTube пишете било каде, читаме, пратиме. или на YouTube, да, мора да ве пофалиме, да речам, или да ви се заблагодариме. Добрите коментари, да. Респект. Супер коментари, супер поддршка, фала ви и ќе си тераме ние вака. Ајде, се гледаме. Ајде. Peace out.